Здраво на сите и добре дојдовте на каналот на Читачот. Како што кажав во претходното видео, оваа година сакам да ја посветам во моето лично читање, а и на каналот, сакам да ја посветам на Славко Јаневски, еден од најдобрите и најпознатите македонски писатели. И кога велам дека сакам да ја посветам оваа година на Јаневски, сакам да кажам дека покрај другите осврти, покрај другите видеа што ќе ги снимам, би сакал лично барем најмалку 4-5 негови романи да ги прочитам оваа година и да ги презентирам, да кажам неколку збора за нив во овие видеа оваа година на каналот. Славко Јаневски не пишувал само романи, е одличен поет, има книги за деца пишувано, сценарија, е сликар исто така, меѓутоа јас ќе се задржам пред се на неговите романи. Како што кажав, лани беше 100 годишнината од раѓањето на Славко Јаневски и во едно интервју ми остана тоа некако во глава со Звездан Георгиевски од фондацијата Славко Јаневски, која постои веќе неколку години. Тој кажа дека на некој начин Славко Јаневски како да го имаме врамено некако, како да го имаме заробено во некоја лектирна форма и сите го знаеме како име, сите го знаеме како величина во литературата, во македонската литература, меѓутоа дали навистина го читаме и кој колку го читал Славко Јаневски. И на некој начин како да сме ги земале неговите, ова е мое некое мислење, како да сме ги земале неговите книги, сме ги ставиле на полица и сме оставиле да фаќаат прашина и сметаме дека тоа е голем писател, важен писател, меѓутоа не ги читаме неговите книги. Секако дека има луѓе, сигурен сум дека кои што ги читале веројатно сите негови книги, ги читаат се уште и ги препрочитуваат, меѓутоа не сум сигурен дека голем број на луѓе го читале или го читаат активно Славко Јаневски. Би сакал да им пристапам на овие видеа, на овие осврти на неговите романи на еден свеж начин. И со тоа не сакам да кажам дека јас ќе кажам нешто што никој до сега не го кажал за неговите романи, туку да им пристапам на начин што дури некој никогаш да не слушнал за Славко Јаневски, или да слушнал за него, меѓутоа го знае само преку лектирите, го знае преку шеќерната приказна и толку, да може да се запознае со неговото творештво и да се разбуди љубопитноста и желбата да се земе книга негова и да почне да се чита Славко Јаневски. А да не, како што кажав претходно, да не толку зборуваме, туку да земеме да го читаме. Со голема радост почнувам првото видео посветено на неговите романи, го почнувам со овој роман, еден од неговите најпознати романи, Тврдоглави, кој што го читав пред некое време. И неговите книги ги има во стари изданија, ги има во библиотеките, луѓе ги имаат дома. Јас имам некои негови стари изданија, меѓутоа ретко може да се најдат неговите книги да се купат во книжарница. И тоа е жално. Меѓутоа фондацијата веќе испечати неколку романи издаде негови во нови изданија, кои што може да се отиде во книжарница да се купат. И токму Тврдоглави е еден роман што фондацијата Славко Јаневски го издаде во 2019 година и кој што можете да си го купите во книжарница и да го читате во ова издание. На самиот старт на многу интересен начин Јаневски го на некој начин дава еден пролог или ја поставува сцената за да направи еден контраст и спомнува неколку рендом случки работи што се случиле во таа 1835 година, кога се одвива дејствието на овој роман. И тој например вели дека настани што се случиле во Европа и вели пример таа година Карл Маркс заврши средно училиште или Балзак го издаде Чичко Горио, или Негош отвори за прв пат печатница во Црна Гора, или не знам, беше инаугуриран тој папа и прави еден контраст и од кога ќе ги каже, од кога ги изнесува тие работи, малку необичен почеток и вели во Македонија и малку потсеќа тоа на Meanwhile in Macedonia, во меѓувреме во Македонија. А што се случува во меѓувреме во Македонија? Во Македонија гледаме едно село Кукулино, нешто не е Кукулино и Кукулинци не се наоѓа само во Тврдоглави, го има во други негови дела. Гледаме едно село во подножјето на Црна Гора и ги спомнува едно измислено село. Славко Јаневски ги спомнува и Побожје, така го нарекува Побожјане, Кучевиште, Чучар, значи тоа се тие села Мирковци кои што се тука во близина на Скопје. Тие села, има едно село во кој што има 76 куќи
Меѓутоа, сосема на кратко, меѓутоа еден од локалните бегови има монопол, држи монопол на воденицата и мора кај него сите да го мелат житото, да мелат пшеницата, и можете да предпоставите, зема преголема глоба и селаните едва преживуваат. И тие решаваат 43 од нив, 43 куќи решаваат да изградат своја воденица, меѓутоа кога ќе ги изградат, им фали само уште едно нешто. Им фалат воденички камења. А воденички камења слушнале знаат дека има во селото Лесново. Селото Лесново се наоѓа меѓу Пробишти и Пизлетово. Таму е познатиот Лесновски манастир. И тие се спремаат за пат, да одат на пат 43 со коњски запреги, со волови, со коли, тие двоколки, и тие се спремаат да тргнат на пат во Лесново. А во Лесново и денес ако појдете, пред да се искачите до селото, ако многу блиску до селото, ќе видите има ни скали, тоа е сега средно, и може да се симнете во една пештера и таму ќе ги видите на вистина, ќе ги видите обликувани камења кои што не биле довршени или паднати на земја, скршени, и може на вистина да ги видите и стварно. На вистина во тоа село се правеле, било познато по изработка на воденички камења, кои што се извезувале, се разнесувале на разни места. Маката ги тера овие луѓе да тргнат. Тие се спремаат на пат, накратко, тие ќе се спремаат на пат, може да предпоставите, ќе стигнат во Лесново и ќе се вратат. Меѓутоа, она што се случува помеѓу тргнувањето и помеѓу враќањето во Кукулино е клучното, и она што се случува во овој роман и што е важното во овој роман. Она што прво ме измами на самиот почеток, што си поигра со мене, што ја си рекав, окей, да, тргнуваат луѓево и сега ќе ги следиме ден по ден, недела по недела, колку и да било потребно за тоа патување, и ќе го следиме линеарно нивното патување, ќе стигнат тамо, не знам што ќе се случи, не знам што ќе се збидне, и предпоставувам дека ќе се вратат и сите среќно ќе живеат. Меѓутоа, воопшто действието не се одвива на таков начин. И Славко Еневски си игра со времето. И прво нешто што ме шокираше во овој роман беше времето. Значи, тргнуваат на пат и одеднаш како да се брише границата меѓу деновите, како да се слева во едно сегашно време, и нема разлика меѓу деновите. Не знаете, веќе се губи чувството за времето. Веќе не знаете колку време се на пат, не знаете каде се стигнати, не знаете уште колку имаат да стигнат. И тука ги гледаме овие луѓе навечер собрани околу огнот, исплашени, ги гледаме суеверието кој што се граничи со страв, нели, страф од непознатото, страф од ноќните сеништа, од ноќните привиденија. И гледаме дека тука Јаневски ги брише, и можеби тоа се оние места кај што се допира до магичниот реализам, каде што се бришат линиите полека меѓу реалното и она што е халуцинација, која што особено мајсторски тоа го има направено кога еден од главните ликови, Лозан Перуника, е во треска и е болен и се брише границата меѓу реалноста и неговите халуцинации, гласовите што ги слуша во ноќта, бојата низ која што ги гледа нештата и луѓето. И тоа е нешто што има една тотално, действието се движи, меѓутоа истовремено и стои. Има една тотална голема инертност, меѓутоа действието полека се како од едно место да се развива целото действие. Друго нешто што Славко Еневски мајсторски го прави, што мене ме воодушевува, е што во неговиот роман, значи низ патежествието на овие луѓе гледаме страдање, гледаме мака, гледаме борба, гледаме крв, гледаме убиства. Значи има акција, има мака, има патос, меѓутоа има страдање, има трагедија, меѓутоа нема патетика. Кога Јаневски ги опишува неговите херои во овој роман, или неговите протагонистите во овој роман, значи не ги опишува со патетика. Кај Јаневски нема, па ние македонскиот народ, најизнамачен народ од сите народи, па сега некој е само сожалување. Нема, туку има едно брутално представување на реалноста, кое што без ослободено од било каква патетика. И овие луѓе значи овие луѓе не се представени како јунаци. Овие луѓе не се херои, не се револуционери што земале пушка и кама и тргнале да станат комити и да се борат против
османлиите. Не, овие се најобични луѓе, селани, кои што маката ги натерала да одат да бараат, да одат да ги најдат и да ги купат тие воденички камења за да можат да преживеат и да ги прехранат своите семејства. Има една реченица, имаше или една или две реченици кои што кога ги прочитав на вистина за мене беа клуч за разбирање на овој роман. На едно место раскажувачот вели: нашата тврдоглавост се повеќе се оклопуваше со бездушност. Не бев дораснат да сватам дека суровоста е правдина на обесправените луѓе. Тотално ми ги отвори очите ова. И всушност овие луѓе кои што се потиснати, кои што се немаат никакво достоинство, кои што се на раб на екзистенција, гола екзистенција, вели дека во тоа стануваат сурови, стануваат бездушни и на некој начин тоа е правдина на обесправените луѓе и на некој начин тоа е нивна природна реакција и тука се отвараат големи и филозофски прашања за тоа кога човекот е под притисок, кога човекот е соголен до коска, кога е едноставно гола екзистенција, како се однесува. Ние и многу и мислители порано имале идилична романтична слика за човекот, дека е човекот суштество на солидарност и на помагање, меѓутоа може да биде и сосема обратното. И тука гледаме дека овие луѓе маката ги натерала да бидат да си помагаат, меѓутоа и да бидат сурови, да бидат строги, да бидат на некој начин и бездушни, и тоа е нивниот начин на преживување. Значи, како што кажав, Кајаневски нема патетика, меѓутоа има представа на овие луѓе во сета реалност, значи не ги представува розово овие луѓе, туку ги представува во сета нивна и човечност, и суровост, и едноставно некојаш и непресметливост. И едно нешто што е клучно и што е поврзано со самиот наслов тврдоглавие, тоа е пркосот на овие луѓе. Пркос, меѓутоа тоа не е пркос на големи идеи, туку тоа е пркос на преживување. Тие пркосот на тој бег, на тој локален бег, со тоа што тргнуваат дури покрај сите, against all the odds, покрај сите шанси да успеат, дека ќе успеат, мали се шансите да успеат, тие тргнуваат и упорно одат по својот пат. И Јаневски на некој начин ги доближува овие луѓе не до херои, не до јунаци, туку до маченици. Ова се луѓе кои што се маченици, кои што повторно не глорифицирани како маченици, туку кои што животот, страдањето ги прави да се мачат и да станат овие тврдоглави луѓе се поблизу до маченици отколку до некакви светци или јунаци. И пркосот е многу важен и од тука може многу да се зборува за тоа. За нивниот пркос, за нивната самоорганизираност наспроти системот, наспроти империјата, наспроти Османлиското царство, тие се самоорганизираат и сакаат да бидат независни и ќе видите како тоа ќе се заврши, сакаат да бидат независни наспроти системот. Да едноставно да го заобиколат и да створат една заедница која што ќе биде слободна од стегите на империјата или на системот. Значи, ова е роман кој што не се чита брзо, ова е роман кој што бара бавно исчитување и длабоко исчитување, значи не е лесен романот за читање. Јазикот е богат, јазикот е раскошен, има многу турцизми, има многу архаични зборови кои што доста од нив не ми беа познати, и мој совет е за во некое наредно издание да се стави некој глосар со објаснување на непознатите зборови. Имињата се приказна сама за себе, значи водачите на групата Онисифор Проказник, тој што е челникот на групата, Онисифор Мечкојат, се навраќа Јаневски на нивното минатото на нивните предци, за тоа како ги добиле тие презимиња. Лозан Перуника, раскажувачот, кој што ја раскажува оваа приказна, Арсо Арнаутче, Гавруш Пребонд, Риста Самарија, самите имиња се интересни, се приказна сама за себе. И во сето тоа, во сета оваа приказна на преживување, на пркос, на тврдоглавост, Јаневски успева и дури во сета таа гола екзистенција да вметне и љубовна приказна, многу необична, многу интересна љубовна приказна, и ќе видите кога ќе го читате романот за што станува збор. Значи, ова е романот од Славко Јаневски, Тврдоглави. Роман мене лично ме измести позитивно, значи имав чувство дека не знам што ме снашло, толку и поготово последниот дел романот, кога почнува враќањето,
тука е tour de force, значи почнува действително се движи на таков начин што неверојатна силина и неверојатна раскажувачка моќина на Јаневски во последниот дел особено. Роман што дефинитивно јас ќе го препрочитам и ви го препорачувам на сите вас да го прочитате и очекувам ваши коментари за ако сте го читале, ако не сте го читале, кога ќе го прочитате, да очекувам ваши коментари. Можете на YouTube, можете на Читачот. Не забравяйте да кликнете subscribe или на звончето на каналот, за да може да го следите секој ново видео, нотификација да добивате кога ќе ставам ново видео. И чувајте се и се гледаме со наредна рецензија на книга наскоро. Поздрав и чао од мене.